20 минути после 11 часот продолжуваме понатаму со програмата во денешното Play Cafe и наша следна тема е танцот. На 25 јуни со традиционалниот годишен концерт балетското студио Бах ќе го прослави својот голем јубилеј, 30 години постоење. На концертот ќе настапат сите 100 членови на студиото. Публиката ќе има можност да проследи филм посветен на сите години искуства, предизвици и успеси на постоењето на студиото за танц Бах. На големиот концерт годинава ќе има и гости, танцовите студија Dance Team Fusion и Мак од Куманово, како и Eureka Dance Company од Скопје. Членовите и соработниците на студиото за танц Бах ќе добијат и благодарници за придонес во културата во Струга. Ова е само кратка најава, сумирано што ќе се случува, а деталите за концертот ги дознаваме од Тања, кореограф и идеен творец на студиото за танц Бах. Тања, годинава имате навистина поголема одговорност од обично. Публиката е навикната да имате одлични концерти, но со каква програма одлучивте да одбележите 30 години постоење? Добар ден до слушателите на Play Radio. Како што ветивме Ивене тука да објасниме што од прилика ќе се случува во оваа година на нашиот голем концерт. Ние секогаш сме на ниво со нашите концерти. Одговорноста е подеднаква секогаш за секое наше појавување и за секој наш настап, што се однесува до годинешното Бах шоу, како што стружани си го викаат, или нашиот годишен концерт. Оваа година значи е поинаков од другите, поради тоа што нудиме 25 точки, од кои што 5 се на нашите колеги кои ги спомна, а 20 се на студио за танц Бах, меѓу кои и 4 наградувани во изминатава сезона. Тие прв пат ќе се изведат пред струшката публика. Инаку во годинешната програма, како и секогаш, секоја група во Бах ќе се представи со по неколку кореографии, нели по старост, помалечките имаат помал простор, поголемите имаат поголем простор со кореографии. Инаку, идејата беше оваа година да има различни стилови на танц, да го представиме пред струшката публика танцот во поширока палета. Нормално дека ние ќе се представиме со шоу-денс кореографии, кои всушност е и наша специјалност. Ќе има и стрит денс кореографии, хип-хоп и современ танц. Можам гордо да кажам, комплетно поставена кореографија од современ танц од моја ученичка, која што сега е балетски педагог, Теодора Ежовска. Значи, ќе има разновидност, повеќе стилови на сцена, и токму поради тоа ги поканив и нашите колеги кои се разликуваат во стил, во танцов стил со нашето студио. Навистина излегува во сусрет. Само тие 4 кои ги поканивме одма прифатија. Јас мислев кога контактирав со моите колеги, доколку некој не прифати, па имав замена, затоа што имаме, можам да кажам, десеттина танцови студија. Има над 80, но десеттина кои што се со години, кои што бележат успеси, кои што навистина исто како и ние танцот го сватиле сериозно и си ја работата баш онака како што треба. Dance Team Fusion од Куманово ќе се представат со 2 точки, Мак од Куманово со 1 и нашите колешки Eureka Dance Company со 2 точки доаѓаат со своите сениори и јуниори. Така, убаво е тоа што ќе се види разновидност на танцови стилови, всушност ќе имам точки за сите вкусови, сите кои што ќе бидат во публиката. Да позборуваме малку за филмот што на видео бим публиката ќе има можност да го проследи, чија беше оваа креативна идеја и кој се ќе учествува во истиот. Па, кога почнавме, ние секогаш ја работиме нашата програма од септември. Значи, кога во септември веќе почнав да зборувам дека е јубилеј, дека ќе го работиме ова што денес е сработено, и кога почнавме да објавуваме на социјалните мрежи, сами почна да ни се најавуваат деца кои што се сега големи девојки и биле дел долго време од студио за танц Бах и прашаа како можат да допринесат, но повеќето од нив не се во Македонија. Так. Некои живеат во Скопје, но некои живеат надвор, значи во Австралија, во Америка и така натаму. И
дојдовме до идеја, нели короната не научи со тоа се што се случува онлайн со снимки и такви работи, и дојдовме на идеја да секој од нив сними како го доживеал студио за танц Бах. Не секој што танцува сака и да зборува, значи да се појавува јавно и пред камери, но на моје изненадување многу девојки се одзваа на оваа покана. Значи, ти сите снимија преубави видеа. Мислевме да ги објавуваме само на социјалните мрежи, но кога видов што навистина чувствуваат и колку е тоа емотивно и како изгледа со продукцијата со која што со години работиме, дигитал продукција од Охрид, решивме дека може да се направи нешто такво, каде и публиката ќе ги види сите тие девојки кои што низ годиниве ги гледале на сцена. Сите тие стружанки кои што не се тука во Струга, не ги гледат секој ден, убаво е. Преубаво е чувството да се подсетат луѓето на тие девојчиња кои што се денес успешни дами. Сега да позборуваме малку за тие 30 години ретроспектива, во смисла на тоа дека освен што ќе има можност публиката да ги проследи искуствата на тие успешни дами кои што и повеќе не се во Струга и одбрале можеби друга професија и сето тоа, можеш и за тебе одлична ретроспектива да видиш кој се пораснал во студиото за танц Бах. Од сите тие видеа кои што верувам досега како што си ги добивала, си ги погледнала, која е заедничката нитка на сите оние кои што доаѓале во Бах? Што научија сите едно исто, а е поврзано со доаѓањето на Бах? Навистина убаво прашање. Повеќе работи им беа заеднички, сега не можам во моментов да ги набројам сите, но најважната е дека вкусот за музика им се изградил на сите во многу поубав правец и дека стекнале самодоверба. Тоа за мене беше огромна радост, дека постанале поинакви луѓе и дека толкому членувањето во Бах влијаело на она што се денес. Сите до една го кажаа тоа во излагањето. Сите си кажаа различни доживувања, но најважното е дека поминале едно здраво детство кое што им пружило самодоверба и денес да бидат покреативни, поборбени, постабилни, поинакви луѓе. Тоа всушност е и најважното, можеби самодовербата на човекот кој што се гради низ повеќе искуства, па и танцот и балетското студио Бах може да биде тој филтер преку кој што се граделе како личности. Верувам дека поголемо признание за твојата работа од тоа и нема, и нешто подраго од такви стекнати вештини кои што се битни во секојдневното функционирање. Точно, и повеќето од нив, еве сега како што разговараме, се сеќавам дека кажуваат дека она што го сакаш многу често не е лесно да го постигнеш и затоа треба борба, вложен труд и работа. Кажуваат дека се развила нивната креативност и дисциплина. Значи, имаме правници, имаме докторки, многу докторки и сите кажуваат дека дисциплината што ја стекнале кај нас да бидат точни, редовни и истрајни, многу им значи и понатаму во она што го работат. Така ја примениле во своите домени. Така, ајде сега да се вратиме на концертот. Сте имали низ годиниве гости, музичари, балетски студија, но да се фокусираме на гостите од Куманово и Скопје. Ми спомена неформално пред самиот разговор, пред да започнеме, дека ќе се види едно вистинско богатство на сцена, што е надвор од студиото за танц Бах и убаво е струшката публика да види нешто друго. Точно така. Многу е поинаку кога сето тоа го гледаме на телевизија, го гледаме на YouTube, го гледаме на социјалните мрежи. Чувството кога ќе го видиш на сцена навистина е превозвишено. Не за нас кои што ја разбираме оваа работа и постојано сме во живо по надпревари, по концерти, поврзани со танцот и со сцената, меѓутоа за оние луѓе кои што се од другата страна публиката, тоа навистина е нешто преубаво. Посебно знаеме како оди културниот живот во Струга, е ретка можност, верувајте, да се представат вакви прекрасни танчери, деца кои вложуваат во себе пред струшката публика со едно комплетно шоу,
едно комплетно представување, пак ќе напомнам сите во различен стил. Значи, едни од колегите третираат хип-хоп и тоа навистина изгледа прекрасно. Тоа се Eureka Dance Company, Dance Infusion, ќе се представат месечини со контемпорари, она што им е нив специјалност, имаат и шоу денс примеси. Колешката Мак од Куманово, не знам со што ќе не изненади, и те имаат разновидни стилови, но сепак се разликуваме во тоа што го работиме. Ќе биде едно убаво искуство за публиката, едно ќе ги почестиме на вистина, ете, за нашиот роден ден, многу убави чувства, многу танц и нешто кое што немаат можност да го гледаат често. Така, што се однесува до публиката, никогаш не можеш да знаеш кој се има во публика. Еден од советите кои што сум ги добила за мојата работа, например, и новинарството и водителството, паметни луѓе ми кажале дека никогаш не можам да знам, може би стручни луѓе ме гледаат од другата страна, и ова е одлична можност и за вас секоја година тоа представување, и за гостите кои што ги имате од Куманово и Скопје. Ајде да позборуваме за она што е секако исто така битно, да си набават сите билети на време за да не го пропуштат овој спектакл. Билетите се веќе во предпродажба, како и каде може да се набават. Да, билетите се точно месец дена решивме да ги пуштиме во предпродажба, затоа што има огромен интерес. Мене ми е жал што не може да се направи реприза. Може, но е многу тешко. Јас и децата сме навистина цела година со концерти, шоуа и не можеме да го повториме истото уште еднаш, затоа нема реприза. Ќе биде единствена можност за која што има интерес, и во салата, во Центар на култура во Струга ќе присуствуваат само тие кои навреме ќе набават билети. Се во предпродажба, ги има во нашето студио сега засега. На социјалните мрежи може да не следи нашата публика, таму објавуваме редоследно каде може да се набават. Ги има, значи, во нашето студио од 17 до 21 часот секој работен ден, во сабота од 10 до 15 часот може да си дојдат да си купат во предпродажба. Значи, на врата скоро никогаш не остануваат, но доколку има на врата ќе бидат поскапи, цената гледаме секогаш да е поевтина, за да може секој да се доближи и да погледне на вакво шоу, затоа што навистина можам да кажам дека изгледаме светски. Кој што гледал знае, вложуваме, и оваа година имаме различна костимографија, потполно различна од минатите години, осветлување, нова сцена, нова сценографија. Да, предпоставам нешто раскошно ќе има на кога станува збор за сценографијата, и во тој технички дел секогаш сте перфектни. Уште малку за билетите на една друга тема. Тања, научија ли луѓето во градов да купат билети, или остана таа традиција да се чекаат гратиси? Значи, да, тоа е, мислам дека тешко се искоренува, но има и такви кои што знам заради нешто што помогнале во студиото. Еве, баш деновиве се соочив со две такви дами, значи честни е да дојдат, им даваме карти, кажуваат не, сакаме да вложиме во вашиот труд во културата, тоа е најмалку што може да направиме. Многу пати знам да речам, ајде оди во продавница, купи си без пари нешто, гратис, значи не може тоа така, а плюс ние го правиме ова еднаш годишно. Малиот концерт е гратис за сите, значи, но во овој навистина јас би сакала да може, доколку Министерството има слух све да покрие, нема проблем воопшто. Значи, концертот ќе биде гратис, одговорно тврдам, но ние ги покриваме сами сите трошоци, родителите и јас, со помош на луѓе кои што секогаш стојат зад нас. Така да, за да биде тоа квалитетно како што е, потребни се финансии, секој тоа добро го знае, и потребно е да се плати таа карта и да се испочитува уметноста на крајот на краиштата. Тоа е и поентата. Предпоставам после концертот ќе има еден период на собирање впечатоци за овој голем јубилеј, но што потоа, кои се плановите за ова лето кои што ги имате? Обично после концерт сме едно 2-3 недели не знаеме ни каде сме од замор, затоа што навистина сме стегнати, работиме, напорни проби. Ова лето, значи, имаме план да се одмориме, затоа што од септември имаме закажани надпревари.
но секогаш сме достапни за стружаните кои што организираат големи настани и обично веќе години уназад ги отвараме. Значи ќе се работи на тоа на крајот на летото, а срединава на летото ќе искористиме да се одмориме. Така верувам дека од септември ќе си има и нови групи и ќе се продолжи пак традицијата. Секако. Затоа Плей Радио ќе биде прво известено за сите уписи, сите наши планови. Така, ние на нашите слушатели ќе им ги пренесеме и впечатоците за после концертот, но секако стружани ќе бидат таму затоа што сте познати по најнаполнетата сала во Центарот за култура Браќа Миладиновци. А среќни сме што ја имаме затоа што во многу градови има многу помали сали од нашата и кога ќе се случува Бах, навистина гледаме повеќе луѓе отколку столици, барем таков е интересот. Точно така, има луѓе кои стојат. Значи, Центарот на култура е една прекрасна сала, сум била скоро во сите во државава, се помали. Значи, ние можеби немаме услови позади, сали за вежбање и такви работи, се надам дека ќе се работи на тој дел, затоа што е потребно, но салата можам да кажам дека е една од најголемите и најраскошните сали. Треба да ја чуваме, треба да вложиме во неа, да вложуваме сите заедно, за да го имаме ова што го имаме и да биде уште поубаво и посочувано. Така, јас ви посакувам и сигурна сум дека ќе имате раскошен, спектакуларен концерт, ќе имаме уште едно гостување за да сумираме што се ќе има, иако верувам, односно знам дека сте веќе подготвени, сега само ситниците ги средувате, но повторно ќе ги поканиме слушателите на неколку дена пред концертот, така што ви посакувам сега убави финални подготовки. Ви благодарам за поканата. Овде само ќе кажам дека најголемиот раскош се децата. Сцената сама по себе никогаш не е доволно раскошна доколку не се моите деца да го направат она што секоја година го прават. Ќе биде навистина раскошно, ама секој пат кога тие ќе се појават на сцена. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Очекувам стружани оваа година да дојдат, да уживаат, затоа што гарантирам дека додека тие што кажав 3 недели ние нема да знаеме каде сме, стружани многу убаво ќе знаат дека во срцето носат навистина топлина и обавина која ќе ги држи тие 3-4 недели, можеби во нивната меморија и за секогаш. Така, ако човек не чувствува никаква атмосфера од концертот на кој што бил концертот, како да не се случил, така што кога го имаме филингот после настанот, тоа е доказ за успешноста. Ти благодарам за ова гостување, продолжуваме понатаму со супер музика на Плей.